По успешно завршената реализација на проектот Општинско корисна работа денеска во салата на Советот на општина Кочани, градоначалникот Радко Димитровски им ги додели потврдите на вклучените лица во реализацијата на проектот. За разлика од минатата година, кога проектот започна да се реализира, беа вклучени 6 лица, додека годинава во овој проект беа вклучени 11 лица и истите работеа во повеќе области. Значи, ако прво да го поздравам проектот Општинска корисна работа, во општина Кочани се случува, односно се организира веќе втора година. Од лани ние сме проект во координирањето и на целиот проект, осмислувањето на целиот проект од самиот почеток до аплицирање на лицата кои се заинтересирани, со тоа дали ги исполнуваат одредените услови кои ги имаме поставени во цел до успешно завршување на проектот. Во проектот Општинска корисна работа 2015 година беа опфатени 11 лица во 4 различни области беа распоредени и со самото тоа во време траење од 6 месеца проектот е заокружен денеска, односно е завршен, на лицата се и поделени соодветни сертификати кои со тие сертификати може да дојдат во агенцијата за вработување во своите индивидуални планови за вработување, да ги внесеме тие сертификати, тие познавања од одреден вид на услуга која се ги дава и на тој начин ќе може полесно да најдат вработување. Исто така за големо посредување дека веќе две, односно што разбрав 3 лица од учесниците во општинско корисна работа веќе си најдеа соодветно вработување, односно ќе засноват работен однос на определено време, па понатаму и на неопределено. Баш во дејноста во која се ги извршувале работните задачи во проектот Општинско корисна работа. Проектот Општинско корисна работа се реализира во партнерство на Агенцијата за вработување, Центарот за социјални работи УСАИД, невладината организација Благородна мисија и општина Кочани, кој учествуваше во обремувањето на 3 едукативни центри за деца од претшколска возраст во Кочани, Тракање и Оризари.